Добар ден и од мене, пријатели, добро дојдовте во уште едно издание и рубрика Прашање и одговори со Јосиф. За сите оние кои што по прв пат можеби денеска ме следите и се среќавате со мене, она што јас го правам е одговарам на вашите прашања, а вие вашите прашања може да ги поставувате на социјалните мрежи, на моите лични профили Коуч Јосиф Инстаграм и Фејсбук, а истото може да го направите користејќи го хаштагот Ask Јосиф или користејќи го телефонскиот број на телевизија Телма, а тука јас ќе се потрудам да ви дадам и да најдам најдобар одговор кој што ќе ви донесе вредност на секого од вас. Ни доаѓа од Ивана, која што прашува колку зелен чај е доволно да се пие дневно. И јас сум сигурен дека, Ивана, не само ти, туку и многу луѓе кои што ги следат или не ги следат овие рубрики и епизоди, свесни се дека зелениот чај е добар, е актуализиран доволно заедно со мача чајот и во принцип зелениот чај содржи во него состојки и доста антиоксиданси кои што се многу полезни за кардиоваскуларно здравје и кои што се исто така полезни за превенција на канцерогени заболувања. Сега по ова прашање искрено ја не знаев да одговорам и затоа ми требаше малку да подистражувам за дозирањата и колку ете зелен чај е доволно во текот на денот. Најдов неколку кои што зборуваат за тоа дека повеќе од 5 чаеви се одлични, дека многу подобро ќе се справуваат и ќе помагаат за превенција на овие заболувања, но повеќето од научните студии кои што ги најдов зборуваат за тоа дека од 3 до 5 чаеви се сосема доволно во денот. Сега пак 3 до 5 зелени чаеви, односно на шолји на зелен чај, не знам кој од вас е спремен да ги испие, но во секој случај таа е дозата за да се постигнува ефектот кој што се посакува. Едно нешто само треба да земете во предвид за луѓе кои што можеби имате проблем со кофеинот, да не го претерувате, затоа што може да ви ги превозбуди цревата, може да ви направи некаква анксиозност или подоцна вечерта да немате мирен сон и да не можете лесно да заспиете. И исто така луѓето кои што се анемични треба да имаат во предвид дека зелениот чај, односно катехини, има една состојка која што го има во зелениот чај, може ја намалува апсорбцијата на железо во крв и затоа пите го чајот час и половина после главните оброци поедок, ручек и вечера, за да се овозможи непречено апсорбирање на железото кое што го добивате од храната.